Почитувани студенти, почитувани колеги, почитувани гости, добро дојдовте на нашиот прв надпревар по гастрономија и ресторанско работење. Факултетот за туризам и бизнис логистика во е наставно едукативен центар Плачковица, кој од пред неколку години имаше прилика да го обнови, особено кујнскиот дел и ресторанскиот, а се надевам во иднина дека ќе биде обновен и хотелскиот дел. Така, во овие услови, каде што ги дава овој наставно едукативен центар за студентите по хотелиерско-ресторанската насока, меѓутоа и по гастрономија и исхрана диететика, да можат својата практична работа да имаат прилика да ја реализираат токму во овој наставно едукативен центар, односно во кујнскиот и ресторанскиот дел на факултетот, истовремено и на универзитетот во Црничев. Исто така, пред известно време знаете дека бевте известени од страна на професорите дека факултетот организира надпревар, на кој надпревар ќе кажете вашите способности во готвењето и во послужувањето. За таа цел нашиот факултет, предводен од професорот доктор Нако Ташков, исто така и од професорот Небојша Вуковиќ, нивната задача беше да се организира овој надпревар. Се надевам дека тој ќе продолжи понатаму по традиција. Денес имате истина така една да се дружите неколку часови во текот на денот, да сготвите она што го имате планирано, исто така, а од страна на комисијата да видите оценувани и да добиете одредени награди, дипломи и благодарници. Овој ден се надевам дека ќе помине во успешна работа, со убава атмосфера, со дружење, меѓутоа и со едукативно да научите и да видиме што сте совладали од повеќе предмети од студиската програма по гастрономија и исхрана диететика и од студиската програма на хотелско-ресторанското работење, каде пак наставните предмети од национална гастрономија, интернационална гастрономија, техника на послужување и од ред други предмети, каде преку комисијата што ќе има задача да ги оценува вашите изработки, се надевам дека ќе имаме прилика и да на крајот на целиот надпревар да го вкусиме она сето што сте го направили. Затоа може да толку повикам сега да од професорот Нако Ташков да каже што како ќе се одвива надпреварот, за да можете да видите подготвени и да течи се во најдобар ред. Ви посакувам добро расположение, успешна работа и се надевам дека ќе изработите многу добри јадења. Бидејќи гастрономијата треба со задоволство да се работи, за да може да се сети она што е храна. Значи ќе се забавуваме, сериозно ќе работиме и на крајот ќе видиме резултатите кои ја испочитуваше праксата која цело време зборувавме дека треба да се работи, треба да се учи и така натака. Останува на вас да покажете сето она што го знаете и умеете. Сакам да биде во една релаксирана форма, да не биде напната. Сакам да ги испочитувате стандардите, така се стандардите во кујнскиот бој кој што ги задоволува сите, значи приликам работењето со шпорињето со електрична работа бидејќи се една струја и едноставно ви посакувам се најубаво, на крај резултатите ќе покажат кој како ќе се наоѓа на ранг листата. Ќе има мало изненадување, тоа ќе го сетите на крај и не знам друго. Добар апетит што се вика. Целта ќе биде во тоа сандвиче таму кај нас по правило треба да имаме лепче во ова корпата, меѓутоа ние ги ставивме пликовите кои што се со бројчиња. Капитените на екипите нека повелат, нека ги влечат пликовите да видиме редните броеви како ќе почнеме да настапуваме. Откога ќе извлечете броевите ќе се договориме за некој колку ќе работи. Повелете колеги капитените на екипите да ги земете пликовите.
По прв пат студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика од насоките гастрономија, исхрана и диететика и хотелско-ресторанската насока се надпреваруваат во наставно-научниот центар на планината Плачковица. Денеска тие приготвуваат јадење, ќе ги сервираат, а специјална комисија ќе ги оценува и наградува. Ова е нешто што треба да стане традиција во наредната година, како што најавија професорите и деканот од Факултетот за туризам и бизнис логистика. Веќе наредната година, доколку се покаже како успешно, ќе се вклучи како надпревар и на сите угостителски училишта и факултети и високообразовни установи од државата, па можеби и пошироко. Во секој случај, ова е една убава прилика студентите да покажат што научиле и што имаат како пракса од досегашното нивно студирање. Во кујнскиот дел на наставно-научниот центар на Плачковица, студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика ги подготвуваат јадењата со кои што ќе се надпреваруваат, односно ќе бидат пред комисијата. Додека во овој ресторанскиот дел веќе се поставени масите на кои што истите екипи се надпреваруваат во делот ресторанско-угостителски дел, онака како се поставени масите, можат сите да погледнат, а комисијата веќе тргнува во разгледување на и оценување на она што го направиле студентите
студентите од хотелско-ресторански оддел. Почитувани надпреварувачи студенти, почитувана комисија, почитувани гости, еве денес веќе неполни 8 сати од сабајлето, нели, веќе во 7 сатот, 19 часот, имавме доста работа, особено студентите, исто така и комисијата која што имаше задача да ги оценува изработките, нели, на студентите, па ми представува чест и задоволство во овој
конгресен центар, истовремено и едукативен, да ги доделиме првите благодарници, дипломи за најуспешните надпреварувачи на овој наш прв надпревар по гастрономија и ресторанско работење. Па, еве, по овој редослед Чедомир Димовски, член на комисија, ви честитам, се радувам да се понатаму се дигавуваме се више членот. Бранко Велјанов, благодарам, да се радувам и понатаму ќе другаруваме ова универзитетската телевизија Тони Михајлов, поведете благодарам за целодневниот присуство и најглавниот член од целата организација. Следващия Дејан Методиевски, Кристина Ковачевич, Оливер Филиповски. По категорија ресторанско работење доделуваме 3 награди, односно 3 места. Трето место има тимот на Стефан Благоевски, за Стефан. повели благодарницата, Никола Милошевски, Има една благодарница и една диплома. Дарио Димитриевски, Каде е Дарио? Еве, и Кристијан Мијалков. Честито. Второ место има тимот на Александар Манасиев, Илија Димитров, Николчо Крстов и Милкица Јанева. продолжувајте на Тргајте. И прво место за тимот на Радко Биковски, Димитар Ивановски, Марија Постолова и Младен Мицевски. Младен ти тргна со Тоа само Во категоријата гастрономија, како подкатегорија имаме 3 награди за национална кујна. Трето место тимот на Александар Јовановски, Марија Денковска, Александр. Марија Денковска, Елена Николовска, Стефан Благоевски. Стефан. Не, а тие се друг. Окей. Тие. Втора награда за тимот на Стефан Благоевски, Дарио Димитриевски, и Кристијан Мијалковски. Само да нема уште едно, само провери порничка. На Никола Милошевски диплом. Еве. И прво место во категоријата национална кујна Васил Стојанов. Влагица Кукушева, Милен Ацев и Никола Јакши. Понатаму, во категоријата гастрономија како подкатегорија интернационална кујна, трето место за тимот на Александар Манасиев, Илија Димитров, Николчо Крстов
и Милкица Янева. Второ место за тимот на Страше Стојковски. Никола Ангелов. Андрей Атанасов и Ангел Илиев. И прво место во категоријата интернационална кујна за тимот на Бојан Боцевски. Марија Каракашева и Ивана Ѓоргиева. Понатаму имаме посебна награда во категоријата гастрономија, меѓутоа под категорија морска кујна за тимот на Билјана Трајкова, Данела Михајлова, Климент Стаменковски, и Марија Вангелова. И последно, како прва награда во категоријата гастрономија, меѓутоа во сите категории има тимот на Радко Биковски, Димитар Ивановски, Марија Постолова и Младен Мицевски. Еве, Марија, и за млади. Може ли колешката Снежана Велјанова да даде? Иначе Снежана е позната по добри мајстори во овошјето организирањето. Може Грчко. 3-дневен пансион од нашиот спонзор Хотел Десарет. За пиво. Ето тоа е.